Основното училиште Христијан Тодоровски Карпош од општина Ранковце во рамки на имплементацијата на програмата Интеграција на еколошка едукација во македонскиот образовен систем доби високо признание за досегашните спроведени активности, стекнувајќи се со статус сребрено ниво. Програмата, која се реализира преку Министерството за образование и наука на Република Македонија, согласно подпишан меморандум за соработка со Швајцарска агенција за развој и соработка од страна на Сдруженијето за едукација, комуникација и консалтинг ОХО, како организација со долгогодишно искуство во областа на заштита на животната средина и еколошката едукација, во Христијан Тодоровски Карпош е дел од наставниот процес низа години. Минатата година, значи активности што сме ги реализирале минатата година, сега се документираат и тоа е една многу обемна документација, многу материјал, многу слики, многу активности, многу акции, кампањи и така натаму. Што се направиле? Значи правеа разни работилници за здрава храна, заштеда, флаери, транспаренти, делевме по меѓу населението, по училиштето за заштита на енергија, за вода, тие стандарди се нели енергија, вода, отпад и здрава училишна средина, уреден двор и така, значи од сите имавме нешто, секако нема да поради тоа и аплициравме бидејќи имавме многу активности. Главна придобивка од програмата е можноста за создавање мрежа на екоучилишта и екоградинки, кои ја усвоиле заштитата на животната средина како една од основните вредности во својот развој и управување. Со членство во мрежата се добива можност за учество во национални и интернационални надпревари, можности за аплицирање со проекти, добивање финансиска поддршка од ОХО, поврзување со училишта од регионот и пошироко и останати поволности. Стандардите се уште повисоки и критериумите мора да се задржат за да остане и овој, да речеме, и нели, ово обележје како обележје на вашето училиште. Да, секако тоа ќе биде голем предност за нашето училиште во идни некои апликации и предизвик да го одржиме и да го подобриме, што се вели, она ние работивме малку па повеќе, сега нели кога навлегуваш во суштината, во материјата, треба да биде се подобро и подобро. Сигурно дека се надевам на уште подобар квалитет на нашата животна средина, чисто училиште и сите тие стандарди понатаму. Во рамки на кои предмети учениците имаат можност овие активности да ги спроведуваат или пак се тоа вон наставни? Значи тоа е проектна активност која е со програма во годишната програма и во планирањето на сите наставници. Значи сите имаат по секој предмет од сегменти, не може цел час, меѓутоа дел од час, односно сегменти во кои што еколошката едукација треба да им биде присутна. За да се аплицира за ниво, мора целосно да бидат реализирани 7 чекори: еко-менеджмент со активно вклучување на учениците, вработените и родителите, а во годишната програма за работа преку интегрираното планирање да се реализираат точките на акција од еко стандарди.